Почитувани гледачи, добар ден од студиото на телевизија ТВМ во Охрид. Ова е прашалник на телевизија ТВМ. Малку во несекојдневен и малку во еден подруг формат од тоа што сте навикнати да го гледате оваа емисија. Јас сум Александар Гоџо, иначе работам како адвокат. Задоволство ми е да ви ги представам денеска моите двајца гости, моите колеги. Денес ќе зборуваме за денот на власите и всушност се она што значи зошто се слави овој државен празник во нашата држава Македонија. Тоа го правиме инспирирани од едно патување кое што го организирав за моите другари неодамна во Москополе, односно во Скопје во Албанија. Малку повеќе за тоа ќе зборуваме малку подоцна. Па решивме да направиме една емисија каде што јас како гостин ќе бидам вечерва вашиот уредник и ќе имаме многу убава конверзација со моите денесни драги гости и колеги Драган Коровешовски и Јордан Трца, за малку да фрлиме светло зошто се слави овој празник, кои се власите, романи и со кои се други имиња се нарекуваат низ светот, од каде дошле, каде потекнуваат, кој јазик го зборуваат, која е нивната историја, која е нивната култура. И прво би му дал збор на мојот колега Драган Коровешовски, накратко да ни објасни кои се всушност власите, зошто тие се слават, зошто се слави 23 мај како ден на власите и да ни малку фрли светлина околу нивната историја, култура, социологија и начин на живење во минатото и сега како се тие интегрирани во државите каде што живеат. Повели, колега. Прво голем поздрав до сите гледачи. Ја користам оваа прилика на сите да им го честитам празникот 23 мај, кој е национален ден на власите. Власите во историјата се среќаваат многу често. Првите пишани документи се од 630 година. Понатака нивниот развој се следи во доста историска документација. Во крајот на 9 почетокот на 10 век, крајот на 10 век, кога Византија била на овие простори, власите биле дел од таа држава. Тие, према историските податоци, се населени негде во први век пред новата ера. Јазикот кој го зборуваат е влашки јазик, кој е доста близок со италијанскиот јазик, со разни примеси кои во текот на историјата се додавале, разни контакти со населението со кое живееле. Карактеристика е дека во времето на Византија имале голем просперитет. Со нивната работа го снабдувале тогашен Константинопол со храна и со млечни производи. Името Влав е име кое го користат другите нации кога се обраќаат или кога сакаат да посочат за нацијата на власите, иначе власите помеѓу себе се нарекуваат Арман. Во историјата имаме доста податоци околу нивната улога. За цело време живееле, контактирале, стопанисувале. Пак да појаснам, зборот Влав значи туѓинец и меѓу власите тој не се користи. Иначе во поново време се среќава како Влав, Куцовлав, Арман, Раман. Имаме во
нашето обкружување во, да речеме, во Албанија, како во последно време Чобан, така да под многу називи можеме да го сретнеме, иначе се работи за неколку дела, како на Балканот позастапени и во делот обкружувањето, да речеме, почнувајќи од запад, од Истра, со истарските власи, па по на југ во Крајина, во сегашна Србија, каде што имаме дел од краишките власи, према југ куцо власи и во моментов најголема густина на населението се наоѓа во територијата на Грција, Албанија, Бугарија, Србија и како етничка група имаме од она што можам јас да го како моја перцепција, секаде каде што патувам вака во обкружувањето, имам па и подалеку во светот, имам впечаток дека властите лесно се интегрираат во државите каде што живеат и всушност се меѓу најлојалните граѓани на таа држава, бидејќи своја матична немаат. Меѓутоа, таа интеграција е потполна, значи тоа е однос помеѓу нив и тој правен поредок или тоа општество искрен, чесен и немаат проблеми околу кои што од некои други аспекти би имале во некои други контексти. Мене ме интересира ако она што е најважно за овој празник кој што го слават властите, како дошло 23 мај да биде славен како ден на властите. И второто прашање што ќе му го поставам на колегата Јордан Трца, постои една мала позитивна мистика околу нивното потекло. Често ги поврзуваат со римјаните, со римските легии, со Јулије Цезар и такви војсководци. Меѓутоа, прво може би интересно зошто 23 мај се слави како ден на властите, да ни малку на гледачите да го тоа објасниме. И зошто е тоа така интересен настан што довел до овој празник да се слави кај нас, барем, а и во светот за ден на властите. Последен пат, како една организирана формација, се споменува Магна Влахија на територијата на Тесалија и на територијата на денешна Грција и Република Македонија. Понатака, властите во долг период живееле на тој потез. Празникот 23 мај се слави со одлука на Лигата на властите, бидејќи на 22 мај 1905 година султанот Абдул Хамид I со ираде, со проглас, им дал права на властите да организираат школи на влашки јазик, богослужба на влашки јазик, да ги уживаат сите национални права и ирадето е објавено на 23 мај од страна на султанот, но постои уште еден значаен документ кој е објавен исто на 23 мај, тоа е комуникето на Сафет Паша, великиот везир на султанот, кој документ значи отприлика нешто како наредба до патријашијата да не се спречуваат властите во користење на мајчиниот јазик и во богослужба на влашкиот јазик. Нешто што и ден денеска во ниедна од државите кај што живеат властите не е застапено. Овој празник се слави од
оној момент кога лигата го ја донесла одлуката, иначе властите во секоја држава каде што живеат се инкорпорирани во средината, секогаш даваат повеќе за државата него што добиле за себе и представуваат еден лојален дел кој секогаш се грижи за поднебието во кое живее. Значи, властите во Грција се лојални на Грција, во Бугарија се лојални на Бугарија, во Србија се лојални на Србија, во Македонија се лојални на Македонија, во Албанија се лојални на Албанија. Така да во ниеден момент не престанале да се развиваат во обкружувањето и да го помагаат во обкружувањето заедно со сите други со кои живееле. Супер, јас подготвувајќи се на брзина да бидам ваш гостин уредник денес, нормално со помош на интернет, доста вака пребарував и видов дека во светот има многу, навистина многу автори кои што се занимаваат со потеклото нивно. Дури и има толку многу трудови напишани, толку има многу историографски податоци, меѓутоа има и неколку тези од каде всушност е нивното потекло, па ако може колегата Јордан малку околу онаа мистика за ароманите, за поврзаноста со римјаните, со старите римјани или нешто можеби сосема ново што вие може да нафалите баш сосема ново. Јас пишувам книга инаку. Книгата се викат Власите, бидејќи овде во Македонија сме познати и во уставот фигурираме во преамбулата како власи, или арманите, за да се објасни, бидејќи јас во книгата давам стварност образложение, директни потомци на античките македонци. И јас ќе кажам сега, после, не знам и дали ќе се објави тоа книга, прво и финансиски дали некој ќе поддржи, бидејќи во стварност се работи за не за тези, туку за историја базирана на книги. Јас цитирам публикации кои кажуваат дека ние властите во стварност, тоа е теза на западната историографија, ние треба да биде свесни дека сега кралот на Англија е во стварност по татко му грк, православен, кој после станал нормално, се женал со мајка му на Чарлс. И тие протежуваат таа историја, нормално дека грците се наследници на антички македонци. Меѓутоа, во Македонија долги години се учеше во книгата по историја за 6 одделение, од најдобриот, секако најдобриот историчар, научен советник во Институтот за национална историја Милан Бошковски, уште еден колега негов Илиовски и уште еден колега друг албанец. Подпишано дека остатоци од некогашните антички македонци се денешните власти. Званично. Меѓутоа, со договорот од Преспа, испадна дека ние таа историја дадовме на грците, знаете која беше целта, да влеземе во НАТО, не е битно сега тоа. Ако ја тргнеме настрана, значи таа, ајде сега да кажам, политичка димензија на ова прашање, мене навистина ме интересира и сум слушнал неколку пати дека зборот романи е всушност како римјани или негација на римјаните. Меѓутоа, видите сега, јас ќе ви кажам дека во стварност таа теза за романизација не важи за нас кој го зборуваме тој јазик. Затоа што сите кои слегле во градовите, значи дошли римјаните немале зошто да ги учат властите номади во планините кои живеа, кои прво голем број од нив од антички македонци отишли во планините, прво со доаѓањето на римјаните, после битката на Персија со римјаните на Пиднат, и после тоа во стварност сите што слегле долу, сакале да бидат трговци, војници, земејачи, небитно, тие прво се латинизирале, точно, тие што слегле, бидејќи знаеме историјата на Византија, се латинизирале. После се грцизирале, се словенизирале и се албанизирале, тие што слегле во Албанија.
Затоа што во Албанија имаме огромен број на власти. И едно дополнително прашање, мака да не ве прекинувам, малку ни фрлите светло околу Москополе, односно во Скопје, зошто е тоа место толку важно за општата историја на... Прво да кажам дека само 20 месеци после Линденското востание, во стварност султанот Абдул Хамид на 22 по нов датум, односно на 8 и на 23 мај 905 го донесе Ирадето, сега славиме 120 години од тој датум. Затоа што властите во стварност во Линденското востание се ослободени само 3 влашки града. И ќе кажам сега дека во стварност тоа било некоја политика од еден човек кој влезе во штабот на Битолскиот округ со Дамек Дуев и Атанас Лозанчев и кој во стварност знаел дека турците жестоко ќе се пресметаат со овие што кренале во стание. А властите во стварност пред тоа биле многу привилеговани. Зошто? Ова што го рековте, Москопол имало фабрики за облека за турската војска. Да, и за италијанската сочута. Москопол били центар и сточарски центар, така да огромна количина на месо, коњи за турската војска одел од Москополе и другиот голем град, Грамосте, во Грција, кој во стварност имало фабрики за текстил, за облека. Некаде прочитав дека италијанската војска користела униформи од тие фабрики. Да. Ја снабдувале цела Европа. Значи, бидејќи биле во суштина сточари се занимавали со трговија и Александар. И да ви кажам дека во стварност властите пред 1905 били привилеговани. Бидејќи имале големо богатство, биле богати, значи Москополе бил град кој бил најголем тогаш на Балканот, поголем од Битола и од Атина. Некаде прочитав дека во најголемиот негов процут имали дури од 50 до 70.000 жители, што е за мене фасцинантно. Со 70 цркви. Да, што е за мене фасцинантно, бидејќи тоа е како на ниво на некој денешно, не знам, милионски град. Така, да кажам дека 2010 година ние се собравме со помош на властите помалци од Грција. Таму во стварност грците водат политика уште од градинка до факултет, дека властите се романизирани, ги викат латинофои, они ги викат куцовласи, а куцовласи заради Филип II, кој бил ранен на ногата и куцал. Познато е историски дека куцал. И Демостен во стварност во тие Филипинки пишува човекот најлошо. Зошто? Затоа што Филип, а после Александар, ги покорил грчките држави, Атина, Теба, Картагина, Спарта, ги покорил и Александар зел огромен број на војници грци за неговите походи да го освои светот до Индија и до Египет, Александрија и така натаму. Познато во историјата. Велите 70 цркви, да, сега во 70, негде сега има 12 цркви. Да, во моментот имаш околу 12. Главната црква, ќе ви кажам, главната црква Свети Никола, имаме Бакрорес од Христифор Джефарович, кој по потекло бил таму, отаму, значи Москополе, меѓутоа живеел во Дојран, познато дека Дојран, се преселиле, како многу власти бегале тогаш во турско време, не е битно. Меѓутоа, таа Свети Никола е познато е како Емер Роџа после војната се однесува према црквата. Попот таму кој живее во близина на црквата и кој се вика Тома Самара, а најголемиот влав во Романија, кај што живеат негде од 200 према еден историчар Куша, професор университетски, од 200 до 250 власи, кои романците ги викат македонијани или мачедонијани, затоа што се дојдени од Егејска Македонија и имат свест за македонско потекло, а власите и таму се викаат армани, а арман значи останат. Да. Значи во влашкиот јазик арман значи останат. И сега, тие што останале тука по планините да живеат понатаму, бидејќи во крајот на 6 век и 7 век, дошле словените овде на Балкана. И аз сега имам една теза, бидејќи се сметат во историјата дека кнезот Никола и неговите синови, кои имаат еврејски имиња затоа што властите се неверојатно, значи најголемите можда православци, кои ја ширеле верата од Македонија до Хрватска и Словенија, православната вера, бидејќи познато и таму имаат доста православци, кои сега се нешто друго, се асимилира, не е проблем, процесот е тој. Меѓутоа некој вела како го поминале словените Дунав, аман
Па во времето на Александар имало галии. Гледаме филмови кај што луѓето тамам работа, сплавови, го поминале Дунав, не би. Меѓутоа се видите што е проблемов. Не беше познато зошто синовите на Никола се викат комитопули. Придавките на Ул, како што е Дракул, како што е Херкул, железен начин на влашка. Хераклеја, значи железен клjuč. Тој бил војнички логор на Филип II. После станал многу богат антички македонски град, од античките македонци, со театри, со базилики, со терми, бани, така да... Сум прочитал некаде дека и добар дел на презимињата што ги носат власите имаат определено значење. Имаше значи во Москополе, сега поначи, иначе во Скопоја, имаше една како ископени на една академија. Така? Сега ќе ви кажам. Таа академија не постои сега, меѓутоа е фасцинантна. Местото е познато, има табла. Познато е местото. Зошто постоела академија, значи што представувала таја? И второто мое прашање е нека биде и до колегата Драган. Таму има, значи тој град на времето каде што тргнувала трговијата со околните големи градови, доживува еден комплетен крах. Да го објасниме и тоа малку за гледачите, зошто е и тоа фасцинантно како историски факт. Вака се да ви кажам, значи тој што отишол во Москова е гледа дека не улиците, туку тротоарите се со калдерма. Со калдерма, да. Значи тука се гледа и кога ќе влезете во црквите во Свети Никола, Света Богородица 2010 ние на 15 август. И манастир имаше. Да, бидејќи не ова е црква облизена, имате на црква Свети Атанаси каде што имат гробишта. Да. И ние бевме во сега Охриѓани го познаваат Дона Лабро. Бебе, таму е најдобра фамилијата негова. Значи, голем број на луѓе дошле од Албанија овде, например, Котели, Паскали, Маленковци се дојдени од Магарево, Миладиновци во Струга дојдени од Магарево. Значи, значи познато дека во стварност доаѓале од таму од Албанија ваму затоа што бегале од турците, од теророт, нормално. Тако било времето. Дури имат овде во Охрид фамилии како што е Печиновски, Ивановски, кој викаат Лелај, меѓутоа кога прашав еден одеше, ние сме Лала, на влашки Лала, значи Вујко, Стрико, Тети, Чичко, кога му се обраќаш некому велиш Лала. Така да рече, ние сме, таму ми е цела фамилија, Гоце Ивановски. Сега се представат Ивановски. Значи нормално тој не е. Имало многу, значи од толкав голем град, сега според некои историографски податоци имаше, не знам, 10.000 трие, меѓутоа голем број на историчари од западната цивилизација тврдат дека во неговиот максимум зенит имал до 70.000. И тоа фасцинантно е како, например, што го довело, колега, до Драган, до наеднаш крахирање на тој град и раселување на тоа население сега по сите околни овие држави. Дури некои прогнози, некои историски факти потврдуваат дека имал Москополе своевремено до 76.000 жители. Имал академија, прва академија на просторите на Балканот. Имало печатница на која се печателе повеќе дела. Таму е отпечатан и познатиот тетраглосар, кој му служел на не само на властите, на сите при патување, да сите оние прашања кои се битни за обстанок во друга средина, да може да ги постават, при што имало превод на 4 јазици и за прашањата и за одговорите, така да била лесна комуникацијата. За разлика од сите други градови во Турската империја, Москополе единствен имал право од султанот да извезува волна. Волната била стратешки материјал, бидејќи се употребувала за производство на униформи. 200 години. Да, за униформи. 250 години. Пошто во тој момент најлесно било тргувањето преку море, а Венеција била најразвиен трговски центар, Москополе тргувал со Венеција. На 3 пати Москополе е плячкан од Али Паша Јанински и од други банди, за последен пат 1876 да е запален
и после тој момент од Москополе најголем дел од власите преку Охрид заминуваат, осниваат, некои остануваат во Охрид дел заминуваат во Влашко, дел заедно со властите од Грамоз, дел заминуваат за Австро-Унгарија, каде што на дворот на царот постигнале голем успех, успеале да во Виена да формираат школи, успеале да дојдат на високи позиции, познати се некои огромни инвестиции, значајни и ден денес за Австрија, за Унгарија, кои се направени од барони со потекло од Москополе. Барон Сена, барон Бела и други. Ние пробавме да воспоставиме некоја комуникација со властите во Виена, ама пресудно беше она криза околу ковидот и од тогаш навака комуникациите малце замреа. Како и да е, ви кажав, властите преку Охрид дел заминале Крушево, дел Битола, значи многу брзо се раселиле. Се раселува раселене и дури и денеска кога ќе одите во тој град немате представа за каков град се работи, бидејќи понатака при изградбата на пристаништето во Драч голем материјал од камења е од тука однесен, така да и не може да се стекне увид. Но историски постојат податоци и за 70-те цркви, и за академијата, и за начинот на живење, како и ден денеска се прави некој обид да се обнови градот. Не верувам дека некојаш повторно ќе се обнови, но сепак пресуден бил тој момент со Али Паша Јаницки и дури султанот после тоа презел акција, бил фатен Али Паша и главата му ја отсекле и му ја однесле на султанот. Значи, тој е онај момент, мада покрај Москополе имало и многу други развиени центри. Јас спомнав дека Константинопол бил снабдуван со не само со волна, туку и со млечни производи, со месо и со друга опрема од страна на властите, од не само од Москополе, од Грамоз, од Пинт, од различни центри. Јас најдов податоци дека еден од патриарсите на Константинопол бил Влав. Сега името не сакам да му го погрешам. Веројатно може да ни каже малку повеќе Јордан за тоа. Најстрашно е што после 1905 кога властите со помош на романската дипломатија, кои во стварност имаат друга цел. Во стварност, затоа што ево ќе кажам сега пред вашите гледачи, дека тројца охриѓани се земени од Охрид за да ги направат романски учители, да ги вратат и да учат на романски. Макар што јас имам дома една книга од македонска фамилија од Горна Влашка Мала. Човек кој се вика Крсте Белевски, познат е во Горна Влашка Мала, од прабаба му, бидејќи не знаеле грчки, а грците ги терале властите да учат на старогрчки, за да не бидат успешни во трговијата. Не на новогрчки, туку на старогрчки. И има сега еден апел на охридските власти за учење на мајчин јазик од Григор Прличев составено до влашките војводства Влашко и Молдова, пред да се здружат и да станат Романија. После се приклучили и други Добруџа, Трансилванија и други станале Романија. Кога велите Влашко, бидејќи тоа се користи вака разговорно, да појасниме малку. Војводство Влашко, като е тоа, и сега Григор Прличев... На која територија се однесува денес тој термин Влашко? На Романија? Обично се мисли на Романија, значи Влашко, и нашите кога оде, и македонците кога оде на печалба, во Влашко. Таму велат, например, јас знам во Галас на Дунав, голем град во Романија, имат голем број на фамилии од Вевчани. И уште зборуваат вевчански, ама не вако вевчански сега, сепак со литературно измешан, него оригинален вевчански дијалект. Отише таму на печалба, останале голем број на власти. Дедо ми мој беше и во Романија на печалба, и во Белград, и во Америка. Луѓето оделе тогаш, не е проблем. Сакам да кажам,
Ова за академијата не ви одговорив, значи тој се викаше Атанас Кавалиоти, кој бил не академија, значи нова академија на грчки, инаку на грчки има напишано речник на влашки. А граматиката на влашки јазик од Михаил Бојаджи, кој исто така потекнува од Москополе во Виена, кој првпат ги употребил латиницата како азбука во граматиката, е објавена во Виена 1813 година, 2 години пред граматиката на Вук Караджич, кој исто така се знае дека живел бил женат со германка и живел во Виена. 2 години после влашката граматика. И сега ќе ви кажам една анекдота. После војната дошол тука Лазар Конишевски на некоја конференција. Ова го знам од Миле Трпеновски, долгогодишен работник во Црвен крст. Татко му и стрiko му е инаку татко на Јован Трпеновски, на Бранко Трпеновски, кој беше ректор на Свети универзитетот. Биле на конференција тука, ако биле попови, и станал таткото на Ламбе Михајловски, кој бил партизан. После станал генерал, се знае, командант на Трета војна област во време на ЈНА. Меѓутоа бил партизан и овој се охрабрил. Бил обичен железничар, обичен човек. Станал на конференција да вели: другар Лазо, сите учат на својот јазик, зошто ние властите да научиме на влашки? Овој рекол: добро, другар, рече, вие имате овој азбука, овој буквар, имате граматика, нормално дека и овој Дамјан се викал, Дамо, овој татко на Драган Гачу Михајловски, на дедо на Горан Михајловски, новинарот, на Јовица Михајловски, глумецот, кои сега живеат во Скопје, не е битно. Рече: ние немаме, ама како другите ќе напишеме. Бил храбар заради Ламбе, што бил партизани, се охрабрил. Меѓутоа, имаме една друга анекдота. Дошол во, иначе да кажам дека во Охрид, во Битола и во Крушево, сите главни инспектори просветни биле власни. Во Крушево бил Константин Лича, хирург. А во Охрид беше брат од дедото на Нина Кепецка, новинарката. Иначе и дедото бил, зато ѓакончето го викале, бил поп, ама после станал учител во Братство единство, предавал српски, руски. Човекот бил начитан поп. И сега брат му негов, Прокопи Поповски, многу охриѓани го знаат, бил главен инспектор во околијата Охридска, која одела до Дебар и до Кичево. Тој човек едноставно бил сигурно доста образован. Ова сакам да кажам нешто друго, не дека властите биле супериорни према другите, сега како Хитлер, некоја риевска класа. Властите били најобразованите на Балканот. Затоа и во основањето на МАНУ, во стварност го имаме Ѓорѓи Филиповски, кој бил член на Матишата комисија за формирање на... Го имаме Харанке Поленаковиќ, најголемиот биограф и познавач на нашите преробеници, кој јас сега пишам во книгата дека во стварност сите по потекол биле власти, меѓутоа работеле за македонскиот јазик. Дури ќе кажам дека во Охрид, од Охрид имаме човек кој го објавува во неговите книги академик покојниот Блаже Листовски, Македонскиот 19 век и Македонска нација, олкави книги, кај што вели Стева Јакимов Дедов. Во стварност неговата фамилија е Деду, не е Дедов. Човекот во Белград бил избркан од србите, затоа што пропагирал македонски јазик, баш кај од српскиот јазик. И во Софија исто така учествувал, и со еден Дијаманди Мишајков од Битола, во Русија, бидејќи му помогнал рускиот амбасадор во Белград, во Русија, во Санкт Петербург, поднесол меморандум за сочинување, значи по вредност ист како Мисирков, само што не е напишал за македонските работи. Она што веројатно е сега социолошки, општествен факт или ајде интересно да се каже, поради тоа што веројатно се распространети на поголеми територии во различни држави, па носат од секоја држава по нешто локално, меѓутоа сите заедно се препознаваат преку овој идентитет, дури не мора да ви бидат двајцата родители. Да не пропушам, влашката химна е единствена химна која е клетва. Напишана од големиот трубадур Костадин Белемачев во времето пред 200 години,
Бидејќи властите почнаа да се грецизираат, се учело на грчки. Познато е Григор Приличев, Миладиновци, Жензифов. Прво биле грчки учители, после станале бугарски учители. Да ве прашам, еве вака сега малку да го тргнеме од историја и од социологија, од општество и од политика разговоров. Има многу шеги за властите дека се прилично, ајде нема да кажам скржави, ќе кажам штедливи, штедливи заради користење на прописен вокабулар. Меѓутоа јас таа перцепција ја немам лично вака. Сигурно. Од каде доаѓа? Јас ќе ви кажам од каде доаѓа, од нивното богатство. Сите богати луѓе, во стварност сите богати луѓе се бидејќи биле трговци. Луѓе кои во стварност го чувале своето богатство. И во Москополе, и во Виена, се малце е познато дека Олимписките игри немаше да се одржат. Ние го славиме тој што французинот, кој меѓутоа во стварност парите за стадионот, за Акрополот, конзервацијата, за сите објекти што тогаше ги дадоа браќата Запа, власти 20-та, по потекло од Москополе, баронов сина од Виена и Аверов. Од Москополе, од Месово, кој властите го викаат Аминчу. Сега ние во Грција имаме, ќе ви кажам се, во Грција имаме Влав кој е градоначалник на префектурата Јанина, кој е главен град на Епир. Во стварност во Епир влегуваат, кој ќе видите географска карта, и Саранда и Валона, кои сега таму зборуваат грчки. Ги грцизирале грците. Учене на грчки. Денеска во Битола, во ќе слушате старите крушевчани, Калимера, Калиспера. Тоа било влијание на грчкиот јазик на власт. Ако може да не пропуштам, околу презимето. Властите се неверојатно љубовни на презимињата. И сега имаме мајка Тереза, која седеше, не е битно сега, во еден кабинет на еден познат наш политичар. Меѓутоа, мајка Тереза има во влашката емисија, Кочо Битолјани раскажува, бил во амбасадата на Југославија во Тирана и разговарал со сестрата Ага на мајка Тереза. И таа кажала дека тоа може да се види дека во стварност јас исто така потекнувам од Албанија. Моето место од кај сме се дошли се викат Грабова. Мало градче, не е битно, таму сме имале воденици, јаво со фамилијата на кардиологот Виктор Топаловски, имаме и во Белица воденици, продолживме со тоа. Меѓутоа, после 45-та, нас не ги сменаа презимињата. Тоа било идеја за македонска нација. Значи, тоа се стори и со албанците, турците, македонските муслимани, египјаните се ги викаме. И во ред тоа. Меѓутоа, на властите му е забранет влашкиот јазик. Значи, на влашки не можеше да се учи. А ние, не да имавме 900-та година, е објавен буквар на влашки јазик во Букуреш, 900-та. Објавен е дикционар на роднина на фамилијата Михајловски, кој таму се презива Стефан Михајлјанов, кој е убиен 900-та во атентат, а 1901 неговите пријатели власти во Букуреш му направиле промоција на пазите како се викат речникот. Дикционар Македо Роман, Македо. Затоа што од Македонија. Овие за околу шеги ве. Во новите општества сега демократски, сега тие права се уживаат 100%, се тука дадени. И тоа е убава цивилизацијска придобивка за секоја држава, значи богатството на една држава го прават луѓето од секаков аспект. Драган, за шегите малку да ни кажеш за крај вака да завршиме на таа нота. Се работи за народ кој бил ангажиран, правилно ја водел економијата, успевал да сработи она што му било задача, успевал да го напредува бизнисот, но многу често бил тероризиран, плячкан. Спомнав преска 3 пати бил плячкан на Москополе и другите краеви на властите. Понатака тоа продолжило преку раселување, преку интернацијата во Бугарија 1914. И секогаш властите доаѓале на нула после тие плячки, после интернацијата и морале да почнат одново да сработат за себе, за своето семејство.
Така да морале да бидат домаќини за да успеат да веројатно поради тоа што кога се менувале државите, се менувале и парите, па едните не важеле, другите морале да ги чуваат своите средства во некоја друга валута и една интересна работа сега. Ајде за крај за да личниот лекар на сатрапот на властите, значи Али Паша Јанински, Јоан Колети, во стварност после смртта на Јанински, Али Паша, станал еден од водечките политичари во Грција, станал автор на грчкиот устав, станал министер на дворешни, кралот бил Ото, германец, меѓутоа го ставиле него, човекот бил доктор на Сорбона, завршен, значи властите учеле, бидејќи биле богати, учеле на странски универзитети, во Виена, во Сорбона и така натаму. И така да, тој човек, нормално сега во грчката историја е Колетис. Ние сега имате еден англиски историчар, Џон Вифилд, има напишано книга Власи, издадено во Велес, од власите во Велес, друштвото. И тој вели, ние на школа учиме дека лордот Џон Бајрон се борел со грците. Не се борел со грците, се борел со влашките востаници против за ослободување на Грција. Тука е овај Колокотронис, кој бил, велат, имал 200 души само лична гарда, а 6000 востаници на Пелопонес. Човекот е Колокотронис. Овој сега е Леко Кахриман, што е на префектурата Јанина, во која влегуваат 9 градови, тука околу, Гревена, Мецово, така натаму, од кои 7 се попотеглуваси. Меѓутоа, кога го прашале на еден форум во грчко-македонски, во Александар Палас, новинарската, влашката редакција, зошто вие не ги барате правата во Грција, знаете што му одговори? Па што да бараме, рече? Ево, рече, Бутари се градоначалник на Солун. Јас сум на Јанина. Ние сме министри, ние сме, рече, новинари, овона, ние одлично живееме. Меѓутоа, веќе грчки. Тој зборувал влашки. Ни беше гостин во Хрицо Драги, еден висок човек, така крупен. 3-4 пати градоначалник на Јанина, на Мецово, и сега е на префектурата Јанина. Меѓутоа, значи во Грција баш на таа нота, значи има во сите општества каде што живеат, Александр, сакам уште да кажам за Србија. Примерот. Прво е познато дека во второ српско востание има 20 луѓе, тој Цинцар Јанко бил од Охрид, татко му бил поп и зато Попович. Иначе другов е Цинцар Маркович, тој Цинцар Маркович е човекот од Долна Белица, од Долна Белица. Дедо му заминал, меѓутоа тој во Долна Белица имат изградено министер на надворешни кампанари, министер на надворешни работи кој го потпишал договорот бидејќи така одлична југословенска влада и кнезот Павле, црикото на Крај Петар кој бил малолетен, не битно сега. И кој заминал со војската, не ошол со кралот со авионот во Лондон, туку заминал во Босна со војската. Значи тој меѓутоа бил суден како воен злочинец, не знам што и се читав еден вентур, се обесил, не знам, затвор. Во стварност го ликвидирале човекот, не е битно. Меѓутоа, ние имаме сега во српската политика. Прво имате една книга од еден Душан Попович, кој ќе ја прочитате, ќе се фрапирате. Огромен број на власти кои има други презимија, српски презимија. Тука вие Јован Стерије Попович, тука вие Бранислав Нушич. Тој јас ќе ви кажам една работа за Јане Сандански. Нушич отишол во Солун да направите интервју со Јане Сандански, кој бил познат на Балканот како борец за ослободување на Македонија, кој е иначе од едно село Влахи, Мелничко, близу до мене. И на крајот на интервјуто во политика српската во белградска, Нушич пишува: многу добро се разбравме со воеводата Јане Сандански, бидејќи двајца да зборуваме на мајчин јазик. А овие србите мислеле, тие читателите, дека зборувале на српски. Меѓутоа тие зборувале на влашки двајца. Значи, тука го имаме Пашич, исто така влав по потекло, баш од Москополе. Да, баш тие ги... Да, меѓутоа видите, во Букуреш, кога го подпишале Букурешкиот после војната балканска, Тито Мајореску бил Јоан Трифту, влав. И пуштил некои лоти, бидејќи се договарале таму дека и на властите ќе го дадат некоја автономија во рамките на Грција, во рамките на Србија. Меѓутоа не, затоа што властите биле најголеми, Никола Паши најголем србин. После го имаме ние, ќе ви кажам се понатаму.
Александар Цинцар Марковиќ, Димитрија Цинцар Марковиќ, трикото во времето на династијата Обреновиќ, бил председател на српската влада. Се да зборувам за министри, како Пачу. Да, тоа беше навистина интересно кога вака сега ги гледав тие податоци кои што се лесно проверливи. Мислам дека доволно еден час вака ние за еден час не сум сигурен дека ни 1% не отворивме од оваа интересна тема, бидејќи е малку обвиена со мистика, малку е обвиена некогаш и со езотерија, некогаш е обвиена и со доста политика, меѓутоа мислам дека за овие потреби за овој празник на почеток е 1905. Значи, мало е познато дека ние имаме вселенски патриарси власите. Да. Другите народи на Балканот немаме. Да. Значи, се погоди начело на грчката патриаршија Влав Јоаким III, кој во стварност се по потекло од Крушево, во Скопје живеј, многу лично го познавам, ама внуците не се криви за гревовите на своите дедовци, прадедовци. Човек кој го стварно толку оштро, тоа го имат во книгата на професорот по историја Никола Минов, кој е член сега и во нашата комисија со Бугарија, не е битно универзитетски професор, кој има напишано книга Влашкото прашање и романската пропаганда од таа до таа година таму и пишува шо во стварност влашките попови и учители тргае баш заради тој влао што бил наџело на патриаршијата. После имаме еден голем, грците го држат како филозоф Атенагора. Меѓутоа тој бил влав и велат, имате на касета од Париз, вели со гордост по чашијата во Тина се фалел дека е влав. Атенагора, овие го третираат како грчки филозоф, многу паметен човек, кој станал ова. И тие луѓе во стварност, во грчката патриаршија и во бугарската, овде во Охрид пак имаме школи на ова и имаше овие нашите бидејќи затоа Григор Прличев ова пишува, Нушич пишуваат во Охрид, имало 400 фамилии влашки. Во времето кога дошол Нушич тука, бидејќи бил во театарот во Битола и во конзулатот српски, и дошол тука, па тој пишува и за Ташула, жената на Джеладинбек, втората, која исто така, по презимето се гледа дека била бајка, не е битно, и во стварност власите страдаат од власите. Меѓутоа една интересна работа кај власите презимето. Презимето е исконско кај властите. Значи, сите го држат презимето. Ние имаме сега председател на собрание на Албанија, Жозефина Симак Цобовски, ево имаме фамилијата, имаме еден адвокат од таа фамилија, Симаку, која во стварност се по потекло, бидејќи Симак фамилијата живее во Струга, да, Цобовски живее во Охрид, во Струга. Има околу презимињата, има можеме неколку посебни емисии во овој нов формат да ги направиме. Да, дека сме ограничени, само да кажам Јас би сакал да разговоров да го оставиме на оваа нота. Само кратко нешто, да кажам сега, зашто во Охрид не се знаете. Рече, Маленко била, дојдени сме од Магарево. Ама професор Владо архитектот Маленко, татко му, професор на Машински факултет во Скопје, напишал историјата на фамилијата Маленко. И затоа тие знаат. Него сега, 96 година имаме во Дом на култура свечена академија. Исто како што е денес. Јас сум сигурен дека овој разговор сега, оваа емисија, кога ние ќе ја привршиме, сигурно ќе продолжи, ќе има и второ полувреме, ќе продолжи и помеѓу нас со кафето после оваа емисија. Да се оградам, бидејќи јас кога им кажав на овие големата фамилија Паскали, дека се по потекло, тие се чувствуваат македонци, не знаат влашки. И тие, некои дури почна да ме избегават, а никој не праша од каде ви тие тоа, од каде не кажав дека срикото на Кузма Шапкарев, Михаил Паскал, го потпишал во Букуреш пред говорот на книгата на Михајлјан. Така да јас имам аргументи, дека напаме зборувам. Ние имавме навистина, загребевме на површината на ова влашко прашање, на овој празник. Веројатно се согласуваме сите и гледачите дека тоа е некое пака прилично широко прашање. И непознато за широката јавност. Да, прилично непознато за широката јавност, меѓутоа, како и што кажав на почетокот, секаде каде што тие живеат се одлично интегрирани, се навистина интегрирани во заедницата, допринесуваат кој колку што може,
што е најважно се лојални граѓани на секоја држава, како впрочем и како што и треба да биде. Секако. А јас сум сигурен дека после оваа емисија кафето што ќе го испиеме уште многу вакви илјадници факти кои што ви имате ќе ни ги споделите. А јас ви благодарам денес за учеството во овој многу неортодоксен и не секојдневен формат, каде што јас како гостин треба да ви бидам денеска фасилитатор. Да кажам дека во петок, можеби некои од Охрид ќе одат, макар што мал број го знаат јазикот, значи го зборуваме некои постари вака генерација моја од Драги Коровеш. Во петок во Македонски народен театар ќе се одржи, имат организационен одбор, свечена академија по повод 120 години на денот, националниот ден на арманите, не на власите. Мислам на македонски се стои на власите, ние стоиме во уставот како власти. Нема проблем тука. И мислам дека ќе имат и уметничка програма и бидејќи сепак голем јубилеј 120 години, така да се надевам дека таму малце ние не одиме толку често, иначе се држи во Александар Палац, бидејќи газдата е убав повод за сите што се заинтересирани да присуствуваат. Ако така некој да одат до Скопје. Ви благодарам многу за... Ако може и јас уште еднаш... слободно. Уште еднаш да искористам приликата да честитам денот на властите. Би искористил прилика истата честитка да упатам и на влашки јазик. Ти мулцањ си естиджува национал армањур. Благодарам. Благодарам за учеството и благодарам на телевизија ТВМ за организацијата на овој прилично несекојдневен настан, каде и за се надевам дека го положив испитот за водител. Морам да ви кажам дека се чувствувам многу пријатно тука покрај моите соговорници и ви благодарам на сите за вниманието и пријатен ден.